Министрите за надворешни работи на Македонија и Унгарија потпишаа договор за стратешка соработка меѓу двете влади. Големи унгарски компании ќе се вклучат во значајни проекти во земјава, особено во сообраќајето, телекомуникациите и градежништвото, најави унгарскиот министер Сијарто. Големи унгарски предпријатија ќе учествуваат во проектите на големите проекти во областа на сообраќајот, телекомуникациите и градежништво во Македонија, и тоа за нас дава огромни можности, пружа огромни можности, и технолошката подготвеност на овие предпријатија можат во голема мерка да придонесат за изградба на пруги, на телекомуникации, на полето на дигитализација во Северна Македонија и воопшто модернизацијата на Северна Македонија. Унгарија е еден од 10 најголеми трговски партнери на Македонија и меѓу водечките странски инвеститори, нагласи министерот Муцунски. Тоа според него е стабилна основа за уште поголемо економско поврзување. Во делот на надворешната трговија воспоставивме продуктивна соработка со унгарското министерство, од кој очекуваме конкретни резултати. Унгарија е меѓу првите 10 најголеми трговски партнери на нашата земја и еден од водечките странски инвеститори, што представува повеќе од цврста основа за натамошно економско поврзување. Како партнери и сојузници во НАТО продолжуваме да градиме отворена, искрена и стратешки ориентирана соработка. Убеден сум дека оваа позитивна динамика ќе биде дополнително афирмирана на престојниот 76-ти самит на Алијансата, од кој очекуваме јасна насока и одговори за справување со новите безбедносни предизвици, но и со нарушената европска безбедносна архитектура. На денешната средба се разговарало и за континуираната поддршка од Унгарија за нашите европски аспирации. Унгарија останува еден од најгласните и најпосветените поддржувачи на европската перспектива на целиот регион на Западниот Балкан. Тоа го докажа за време на нејзиното председавање со Советот на Европската Унија и тоа го потврдува и денес. Искрено сме благодарни за таа принципиелна и доследна поддршка, особено во контекст на нашите очекувања за напредок во процесот на пристапување кон Европската Унија. Западноевропските држави, кога зборуваат за проширувањето, ве измамуваат, бидејќи веќе некои од овие држави од Западниот Балкан чекаат на прием повеќе од 15 години. Ние во Унгарија сметаме како неприфатливо да додека Брисел Украина сака екстра брзо да ја прими во Европска Унија. Во тоа време многу по-развиените, многу по-подготвени држави и кои се во многу подобра општа состојба од Западниот Балкан, нивното зачинување се постојано попречува и отежнува. Унгарскиот министер за надворешни и македонската министерка за образование потпишаа меморандум со кој годишно по 20 студенти од Македонија ќе може да добијат стипендии за да студираат во Унгарија. Приоритет ќе имаат студенти во областа на наука, технологија, инженерство и математика, како и медицински и здравствени науки и земјоделие. Студентите ќе имаат платена школарина, сместување во студентски домови или средства за покривање на трошоците за сместување, право на здравствени услуги, како и месечен надоместок за покривање на основните трошоци. Утро во Сијарто се сретна и со вице-премиерот и министер за транспорт. На средбата Николовски го поздрави договорот за стратешка соработка меѓу владите на Македонија и Унгарија. Овој стратешки договор со Унгарија е многу значаен во време на огромни политички и економски предизвици за Македонија. Партнерството носи само бенефит, а соработката со Унгарија никогаш не била на повисоко ниво. Договорот дополнително ќе ни донесе нови проекти во инфраструктурата и верувам дека оваа соработка што ја имаме со Унгарија ќе ја продлабочуваме во периодот што следи, истакна по средбата вице-премиерот Николовски. Мартин Арсов, Сител телевизија.